И повторно ќе учиме да собираме со премин, но сега со нова стратегија. Како материјали ќе употребиме лист на кој се исцртани две табели десетка и жетони или капачиња во две бои. Доколку сакате да научите да собирате со новата стратегија, останете до крајот на видеото. Нашата училница. Да ги собереме броевите 8 и 5. Во првата табела десетка ги ставаме црвените жетони кои се на број 8, бидејќи тие го представуваат бројот 8, а во втората табела десетка ги ставаме зелените жетони кои се на број 5, бидејќи тие го представуваат бројот 5. Ако ги погледнеме и двете табели, ќе видиме дека и двата броеви се помали од бројот 10, бидејќи на бројот 8 во првата табела му недостигаат уште две жетончиња кои ќе ги пополнат двете празни полиња од табелата десетка, а додека во втората табела, каде што е поставен бројот 5, недостигаат уште 5 единици до полна десетка, бидејќи 5 полиња од табела десетка се празни. За да ги собереме двата броеви, најпрво ќе ја пополниме првата табела десетка со 10 жетони, односно од втората табела ќе земеме 2 жетони и ќе ги пренесеме во првата табела десетка и на тој начин ќе добиеме полна десетка. Односно, од бројот 5 ќе земеме 2 единици, кои што ќе ги додадеме на бројот 8 и ќе добиеме полна десетка. Додека во другата табела ќе ни останат уште 3 единици, бидејќи кога на 8 додадовме 2 единици од 5, ни останаа уште 3 или 2 плюс 3 е еднакво на 5. И сега останува да го запишеме уште распоредот на жетоните во табелите. 10 во првата табела, односно 8 плюс 2, 10, и ги додаваме уште овие 3 зелени жетони што ни останаа во другата табела. Или 10 плюс 3 е еднакво на 13. Да пресметаме уште еден пример. Нека бидат тоа броевите 4 и 7. Во првата табела ставаме 4 зелени жетони и го представуваме бројот 4, а во втората табела ставаме 7 жетони и го представуваме бројот 7. Бидејќи бројот 7 е поблиску до бројот 10 и на бројот 7 му недостигаат само 3 жетони за да наполни полна десетка, од бројот 4 земаме 3 жетони кои ги додаваме на бројот 7 и на тој начин кај 7 добиваме полна десетка. А додека во првата табела десетка ќе ни остане само еден жетон, бидејќи кога од 4 3 додадовме на 7, ни остана 1, односно 1 плюс 3 е 4. Сега останува само уште да собереме. Во првата табела десетка 1 жетон, или 1, плюс десетката што ја добивме во втората табела десетка, или тоа е еднакво на 11. Табелите десетка можете да ги најдете на линкот што е во описот на видеото на страницата од нашата училница.